приоритетен врхом да нандеримиме имаме да афирмираме култура с приоритет, с патер, за приятелзаши, антарто приоритети, координаторни групи, парламентарен документ, 30 турки снежку за 3 партии Улусай, професор Стефеверис, секретари и гиди сконтаре, Bošnjake za 3 života. Башки поведносушки река. Факта кеш, аз кутя ми е тал, който шедуват на градани. Програма на рекета ми имаше днес, фали на твоята апликацията и ще апликация бюлетните деталите Bošnjake стива. А той по-профундува и етертуре, моли форму трагедии не зове никакви. Одзела животи на невини луѓе и секаде каде што молкот е потежок од звукот на оружјето. Токму тука нашето присуство се бива смислено. Тука сме затоа што геноцидот не започнува со звукот на оружјето. Тој започнува многу порано. Со индиферентноста на луѓето кон насилство. Туку јасно и без поумење да кажеме дека таму се случил геноцид, испланиран од извршители кои имале за цел истребување на еден цел народ. Само ако правилно ја именуваме и ја спомнуваме Сребреница, можеме цврсто да ги браниме овие вредности. Човечкото достоинство, слободата, правната и мирот. Humanizmот на Балканот, кој јас го изповедувам како колевка на цивилизација, како пример на хуманизм, како извор на света филозофија и мене како човек кој розвива величествена пенинсула, Балканот кој за мене многу значи, не погодиш што тука се случи. Директно истребување на бошњаците, тогаш наречени муслимани, иако веќе следната година е вратено историското име бошњаци. Како го знаеме тоа? На седница, пред референдумот, Радован Караджич директно вели, луѓе, приберете се. Ако правите референдум, ако планирате да се одвоите, за 2 недели ќе го снема целиот муслимански народ. Сватате ли дека физички ќе иштеднете? Геноцид у Сребреници, окупни смо се не само да одамо почест невиним жртвама, него и да обновимо заедничку одговорност према истини, према правди и ljudskом достојанству. Колико далеко може отиći мржња kada se pretvori u državnu politiku, kada propaganda zamijeni istinu, a šutnja međunarodne zajednice postane prostor u kojem zločin dobija priliku da se ostvari. Činjenice nije pitanje političkog opredeljenja, to je pitanje poštovanja međunarodnog prava, sudskih presuda i elementarne ljudske odgovornosti. Svaka generacija, poštovani moji, ima svoju moralnu obavezu, a naša obaveza jeste da čuvamo istinu. Istina nije usmjerena protiv bilo kojeg naroda. Istina oslobađa društva od tereta laži i otvara prostor za istinsko pomirenje.